Денеска првото утринско кафе го пиеме со Мартина од Скопје, која има 21 година. Веќе 6 години работи како келнер и шанкер во гостителски објекти во Скопје. Инаку истата е студент на музичка академија на катедрата етнокореологија, свири на тамбура, пее исто така е традицијски играч. Во продолжение ќе слушнеме нешто повеќе за незините утрински ритуали, за најчестите утрински ритуали на скопјани, но и се разбира нешто повеќе за незините студии и незината љубов кон музиката. Мартина, добро утро и добро дојде во нашата утринска емисија. Добро утро, добро ве најдов. Фала на поканата. Како започнува едно вообичаено утро на Мартина? Кои се твоите вообичаени утрински ритуали кои што ги практикуваш? Па, зависи, секој утро е различно. Например, некојаш станувам на време, некојаш не. Почесто е неама, не врска. Се спремам за на работа, ако сум прва смена, ако сум втора смена, зависи, секојаш е различно. Зависи од денот какви врски има. Омилено кафе ти е макијато или ова е исклучок? Па, исклучок, ама и зависи. Кога пијам ладно, пијам макијато, иначе топло еспресо. Што најчесто скопјани нарачуваат во кафичи, без разлика дали станува збор за раните утрински часови или во останатиот период од денот? Прва смена која работам, дефинитивно еспресо. Тоа е омилена пијачка на сите, поготово кисела вода тука во нашиот кафич, еспресо дефинитивно. Дали има кој период од денот има најмногу раздвиженост? Генерално, бидејќи не си работела само во овој кафич, имаш и претходно искуство. Во кој период од денот најчесто доаѓаат овде или во претходните кафичи каде што си работела? Дали е најмногу раздвиженост има рано наутро или во вечерните часови? Има 3 периоди на раздвиженост, секогаш буквално се 3 периоди, 3 ударни моменти. Зависи кога им почнува работното време. Ако се од 9 почнуваат тука, доаѓаат на кафе, па после одат на работа. Ако се порано, тоа значи дека после работа или во 12 кога имаат пауза, зборам администрација и такви работи. Буквално е сабајле, попладне во 4, значи завршуваат со работа, продолжуваат тука или навечер после 8-9. Тоа е собирање кои излегуваат или било што. Тогаш не е кафе, веќе почнуваат пијачки. Претежно работиш како келнер, но имаш искуство и како шанкер. Да, тука сум келнер, зависи некојаш ако треба некој шанкер да го сменам или било што, зашто претходно имам работено како шанкер, ама тука работам келнер. Има ли некоја невообичаена нарачка која си ја добила и ти било предизвик како шанкер? Па, кога ќе нарачаат некој коктел, нешто интересно да се смисли, тогаш даваат, оставаат како инспирација да има и креативност на шанкерот. Од кафење има интересни кога бараат кафе со овошје или со некој вкус, мислам, да, јас не би го пиела тоа, ама има луѓе што го пијат, да, со малини, претежно имаме лате со малина. Мислам малина скроз. Како се тешка? Па не, мислам замрзнати малини се толчат, се додава млеко, кафе и пена од млеко. Ладно кафе. Што е најтешко да подготвиш кога работиш како шанкер? Па коктели, кафења, било што. Во гужва се е најтешко, зашто да треба да постигнеш се, ама мислам дека повеќе време одзимаат коктелите отколку кафењата, зашто треба да им посветиш повеќе внимание, вкусот да има вкус на некој коктел, заради тоа што не треба да само онака бучкуруш да направиш, треба да изгледа убаво и да биде вкусно пред се. Кој дел е потежок за работа? Дали е шанкер или келнер? Што сметаш ти од твоја страна? Шанкер, дефинитивно. Да, не. Бидејќи, ете, според некоја моја предпоставка, иако немам работено како келнер, мислам дека тие што се вика повеќе трчаат. Па да, ама, например, еве кај нас, ќе ти кажам за кај нас во кафичот, например, ние сме двајца келнери со еден шанкер и сега двајца келнери доаѓаат кај еден шанкер и он треба да подготви за двајцата, знаеш, треба да он да работи за двајца, а ние работиме сам за себе. Што најмалку се пие? Најмалку сега во моментот во овој период од годината или општо? Па и овој период е вообичаено, бидејќи ете ние балканците кафе најчесто. Кафе дефинитивно да. Да. Па најмалку што знам помалку пијат сокови. Да, газирани, негазирани. За тука стрикно те кажувам. Повеќе се на кафе, на пијачки, на цеден секогаш е во предност. А во овој период годината чај, топло чоколадо, какао, да, зависи, топли пјалаци на мени нормално. Долго време работиш како келнер, па сигурно ти се случила некоја интересна случка која што ќе можеш да ни ја раскажеш во моментов.
има доста, секојдневно се дешаваат интересни случаи, буквално. Мислам, мене најинтересно ми е, мислам, не е ни интересно, ама како ќе се одрази на гостинот, кога ќе го потуриш за пијачка или било што, тоа е, мислам, не е окей, ама се случува, често се случува, да, не е пријатно, мислам, и зависи како они ќе изреагираат. Има некои што се како во ред, нема проблем, уживај, знаеш, се окей, но има и лоши реакции, мислам, не е намерно, ти нормално не истораш намерно пијачка на некого, ама се случува. Се случува, да. Генерално имате скопјани култура. Кога ќе дојдат и седнат во кафе? Зависи, стварно зависи, зашто има некои што се ептен културни и знаат како да се однесуваат, но има и некои некултурни, буквално ни добар ден не ти кажуваат, кога ти здраво повелете, он ти вика како еспресо или било што. Зависи од возраста или? Па има се почесто има кај младите, отколку е кај постарите, некултура, да. Постарите се така, знаат му да ти направат, да те прашаат што правиш, како правиш, поготово тие чести гости што ни се ептен, значи си доаѓаат секојдневно, си пијат кафе, како ти е денот, како си поминуваш, како е на факултет, на работа и се друго. Веќе кога сме кај непочитување и некултура, дали вие сметате дека неоставањето на бакшиш е некултура? Зависи. Например, јас сега лично за мене кажувам, услугата се зависи од услугата. Значи ако некој те послужил, ако ти посветил внимание на пијачката, тоа што го сакаш себе, например, нели, ако сака некој експеримент и ако ти го донесе нешто, нели, на маса нормална, треба да пак од култура да оставиш бакшиш, мада не знам, ние сме поразлични од Америка. Америка, например, сметката ти е со 20% од сметката, мора бакшиш да оставиш, кај нас не е така. Например, и странците не го знаат тоа. Странци што доаѓаат, например, не оставаат никош бакшиш, заради тоа што мислат дека во сметката иде бакшишот. Или треба да им кажеш, ама некош не тебе па не ти убаво да кажеш, знаеш, остави ми бакшиш, да не е пријатно. Инаку мислам дека треба да се остава барем од култура, не знам, нарачуваш еспресо 80 денари, стотка во ред. Околу 4 години свириш на тамбура, но исто така и пееш. Кога и како се појави љубовта кон самата музика? Па јас уште од 4 години одев на Грорна, веќе не одам, сега моментално свирам во културно-уметничките друштва, порано бев како играч, како дел од нив. Мојата љубов спрема тоа продолжи во средното образование, се запиша во средното музичко училиште. Потоа продолжив на музичка академија, сега сум веќе апсолвент, скоро завршувам, уште малце. Во глобала сум етнокоролог, студирам на музичката академија во Штип, на катедрата за етнокорологија, свирам, играм и пеам. Ама свирењето ми е не ми е последно. Да, прво почнав да играм па да пеам, ама дефинитивно тамбурата ми е при срце така. Хајде па може некој пат ќе снимаме и како свириш на тамбура да слушнат гледачи. Нема проблем. Ти благодарам многу за одвоеното време, што имавме можност да слушнеме нешто повеќе за твојата професија и ти посакувам многу успех во иднина во однос на музиката исто така. Фала ти многу, ти благодарам.